2016-та релативно успешна година на спортски план во Струмишкиот регион. Ниту една екипа не освои титула во своето надпреварување, но добар дел од нив беа во самиот врв од националните шампионати. Струмица и во минатата година се докажа дека е одбојкарски град. Одбојкарите на Струмица се најдоа во самиот врв, но за жал не се закитија со титули како во купот, така и во шампионатот. Во женска конкуренција пак се роди уште еден прволигаш, Наковски волеј, кој донесе женско одбојкарско ривалство во Струмица, и тоа со Македонија Макс. Што се однесува пак до младинските категории, Струмица е неприкосновена. Во речиси сите младински конкуренции и момчињата на Струмица и девојчињата на Македонија Макс и Наковски волеј беа во првите 3 позиции. Есенската полуетапа покажаа дека избраниците на Кире Ришлиев јуришаат кон нова титула, како есенски прваци, а Макс и Наковски кон плейоф завршница. Во фудбалот, Беласица остана во третата лига, Турново падна во втора, а Академија Пандев се избори да му прави друштво на Хоризонт оваа сезона. Минатата година на фудбалски план беше во знакот на ривалството меѓу Беласица и Академија Пандев во третолигашкото источно надпреварување. Момците на Горан Пандев со реми победа се покажаа како тим кој се стреми кон повисоки цели. И се случи. Успеа преку бараж да се најде во второлигашкото друштво, каде пак очигледно немаат конкуренција. Есенски прваци со огромна предност пред останатите второлигаши за прва лига. Огромна предност има и Беласица, кој оваа година дефинитивно го сака второлигашкиот билет. А имајќи во предвид новиот систем, до година на младост струмичките синобели ќе бидат во второто по квалитет фудбалско надпреварување, каде ќе остане најверојатно и Хоризонт Турново. Никако да забревтат кошаркарските мотори на Струмица. Кошаркарскиот клуб Струмица во 2016-та без значителни резултати. Беа креатори во долниот дел од табелата, но целта беше остварена – опстанок во најелитното кошаркарско надпреварување. И тековната првенствена сезона е во ист стил, се со цел да не сгасне кошаркарски прволигаш кој треба да биде предизвик за останатите кошаркарски шоли во Струмица што постојат. Ги има многу, а меѓу нив и млади квалитетни кошаркарски надежи. Минатата година беше во знакот на распаѓање на ракометниот клуб Макс Струмица. Клубот кој брзо се вивна во ракометните височини, но и брзо падна во амбисот. Ланската година е истурка со крајни напори. Пари немаше за продолжување на животот на суперлигашкиот ракомет во Струмица. За разлика од сениорите, младинците во врвот во своите конкуренции, со желба да се стане успешен во еден од спортовите во која Македонија е препознатлива во светот.